Имаме ли јасна перспектива кога ќе се заврши тоа? И тоа не гледам. Значи, буквално мене ми делува како да се гледа да се овозможи проток на време, да дојде до замор на материјал, на луѓето да им здосади од тоа. Исто така Кочани покажа дека не постои една есенција, една солидарност меѓу народот, дека треба да се помага и да биде у вакви ситуации заедно, кога може би треба и да се оди против естаблишмент, против конјунктура. Победата на ДПМН у Кочани на мене дефинитивно ми сигнализираше дека партијата е појака од државата, од народот, од све, дека личните интереси на тие луѓе што ги остваруваат побитни се од се друго, кои што мислат дека може да ги остварат преку местни комитети и да добијат некаков бенефит. Лични. На кого? На тие што се таму. На кој? Па на тие што го гласаат тој. Зашо мислиш дека ДПМН, ВМРО ДПМН е над државата? Па они сами дојдоа на власт у Кочани? Не, со гласови. Со кој ги гласаше? Па истите тие. Па народот си ги гласаше. И тие луѓе што ги гласале се припадници на народот. Повеќе гласале за ВМРО ДПМН него за Самојлевица. Не гледам тука ништо спорно. Знаеш зашто не гледам ништо спорно? Јас мислам да интересите, интересжиите се тие што победуваат. 35 години. Okay. Не принципи, не морални вредности, не етика, себичност победува 35 години, саможивност победува 35 години, непринципиалност, аморалност, неетичност. Тоа го кажав јас. Тоа победува 35 години. Ама тие не победуваат, Филип, сами. Тие не доаѓаат и од денеска со пушки пиштоли. Си ги гласаат. Знаевме дека власта не се појавуваше, дека кои да луѓе да протестираат им поставува коли пред полициската станица. Знаеме дека бара начини како да ги разводнат протестите, дека бараа начин како да свртат внимание, дека добар дел од луѓето кои што беа виновни или се претпоставува дека се дел од тие ланци на корупција ги сокрија, ги заштитија и практично имаше еден голем револт. Меѓутоа успеа преку активирање на партиските клетки да створат меѓу нив еден раздор, да не се узголеми тој собир, да не добие други димензии и така натаму. Значи, се успеа со партиски алатки, се успеа да се покаже дека може и една таква трагедија да се покрие со едноставно со тој начин на такво делување.